Здраво на сите. Благодарам, Александр, за представувањето. Јас сум Војдан Јорданов и ќе го модерирам панел дискусијата, која што се фокусира, чија цел е подобро, ова подалеку треба да го држам, чија цел е подобро разбирање на екосистемот, начините, односно моделите на соработка во екосистемот кои што ги поддржува стартапите во Македонија, добивање на примери од Македонија, меѓутоа и од надвор, преку разговор со учесниците кои што учествуваат директно во поддршка на стартапите во Македонија. Ќе ги представам учесниците. Ова е птено светлив микрофон, значи. Аха, добро. Значи, на панел дискусијата учествуваат господја Тања Илиевска од Фондот за технолошки развој и иновации, попознат како ФИТР кај нас. Потоа професор доктор Владимир Атанасовски, директор на Центарот за трансфер на технологии и иновации Инофейт. Господја Дијана Јаневска, постар проектен менаџер и консултант за иновации при научниот парк во Грац, Австрија. Господин Робин Зимбаков, бизнис ангел и говорник. И господја Каролина Каровска-Божиновска, раководител на оддел за промоција, едукација и развој во Македонска берза. Добре дојдовте сите. Најпрво ќе им дозволам на учесниците да се представат, да ги представат институциите од кои што доаѓаат и начинот на кој што ги поддржуваат, односно нивните модели на работа, а потоа ќе отвориме дискусијата за, како што спомнав, начините на соработка и понатамошната подпора на стартапи. Ќе започнам со господја Тања Илиевска од Фонд за технолошки развој и иновации. Добар ден. Дали е проблем ако станам за да можам да ги гледам сите? Слободно. Добар ден. Голем дел од вас веќе се познаваме, а со останатиот сигурно знаат институцијата ако не ме знаат мене. Значи, Фондот за иновации и технолошки развој веќе е добро познат фактор и двигател на сцената за стартапи. Почнавме да функционираме од 2014, меѓутоа првиот бран на финансиска поддршка започна од 2015 и токму со инструментот за поддршка на стартап и спин-оф предпријатија. Фондот има развиено повеќе инструменти, би сакала да напоменам дека клучен фактор во развивањето на фондот и на инструментите на поддршка беше и се уште е Светската банка. Има развиено 4 инструменти: поддршка за стартап предпријатија, поддршка за комерцијализација на иновации, поддршка за бизнис акцелератори. Бизнис акцелераторот тука има еден од трите корисници на инструментот за акцелератори и инструмент за поддршка за технолошка екстензија. Од минатата година владата ги призна напорите на фондот во финансиска поддршка на компании, па од минатата година фондот стана и носител на третиот столб од програмата за план за економски раст, каде што преку дополнително нови, но слични инструменти нудиме поддршка на предпријатијата. Сега би се задржала на инструментот за стартап, нема да навлегувам во детали, верувам дека на сите ви е добро познат, меѓутоа би споделила одредени искуства во однос на аналитика, тип на фирми кои се јавуваат како апликанти и како портфолио. Фондот веќе располага со над 200 компании во своето портфолио и вкупниот износ на дадена финансиска поддршка е над 20 милиони евра. Од тие компании над 70, поточно 72 компании се корисници на овој инструмент за поддршка на стартап и спин-оф. Ние сме најмногу горди на тој инструмент, бидејќи имаме најголемо искуство со тој инструмент. До сега имаме 5 повици спроведено за овој инструмент и најголем број на корисници имаме по овој инструмент. Што е битно во однос на ова портфолио што го имаме ние, дека постапката и соработката со овој тип на компании понатаму се проширува, бидејќи значаен дел од тие компании, откако ќе завршат користејќи со овој тип на поддршка, се јавуваат на другите инструменти на фондот, каде што поддршката е повисока во износ во финанси, меѓутоа и бараме проекти во подоцнежна фаза на развој. Конкретно на почеток на 2019 година го завршивме петиот повик во однос на овој инструмент, каде што имаме избрано 34 нови компании, дел од нив ги гледам и овде, што ми е особено големо задоволство, кои ќе бидат поддржани преку овој тип на инструмент. Од вкупниот број на поддржани компании оваа година би сакала да напоменам дека 80% се микрокомпании. Микрокомпании според закон компании со до 10 вработени и годишни приходи до 3 милиони денари.
што значи дека и поголемото портфолио уствари на фондот е основано е сочинето од микрокомпании. Значи малите имаат големи шанси за успех во апликациите што ги поднесуваат во фондот. Исто така би сакала да напоменам дека од избраните компании на овој пети повик, околу 50% се компании со старост до 1 година. Значи, доколку сте млади, доколку имате идеја, не се ограничувајте со големина на обеми, фокусирајте се само на идејата и на проектниот тим, бидејќи тие ви се едни од клучните фактори при селекција. Би сакала да напоменам дека 30% од корисниците по овој инструмент се жени, основани од жени предприемачи, ја следим и таа статистика и се радуваме и на таа статистика на секој нареден повик. Би сакала исто така да објавам дека до крајот на годината планираме уште еден повик. Не сме конкуренција на акцелераторот, напротив, ги поддржуваме сите кои сака да вложуваат во стартап компаниите, затоа што на последниот повик бројот на пристигнати апликации беше 186. Ние имавме буџет од 1 милион евра и поддржавме со 1 милион евра 34 компании. Поради добрите предлог проекти имаме одобрение да се направи втори инвестиционен бран, односно го зголемивме буџетот за дополнителни 800.000 евра, меѓутоа интересот укажува на тоа дека на пазарот постои потреба од дополнителни финанси за овој тип на идеи и за овој тип на компании. Секако на сите останати инструменти имаат право да аплицираат стартап компаниите, не само на овој инструмент, така да јас се надевам дека голем дел од вас ќе ги видиме на наредните повици на фондот. Благодарам. Благодарам, Тања. Сега ќе продолжам со Владимир, директорот на Центар за трансфер на технологии и иновации Innovate. Благодарам, Бојдан. Благодарам. Најпрво дозволете ми да ве поздравам во име на Центарот, факултетот и универзитетот. Се наоѓате во просториите на Центарот за трансфер на технологии и иновации Innovate. Како што слушнавте и предходно, одговорот на ректорот, станува збор за еден од трговските друштва основани од универзитетот. Меѓутоа, она кое што не прави, да речеме, поразлични од останатите е неопходноста поради која што бевме основани. Значи, сакам да ви доловам каде се обидуваме да се позиционираме во рамките на иновацијскиот екосистем во нашата држава. Ако ја погледнете оваа слика, станува збор за податоци од 2013 до 2017, слични се бројките и за 18, не ми е апдейтирана. Можете да видите колкав буџет за R&D абсорбира нашиот академски кадар, каков е ефектот од самото R&D, меѓутоа она што е симптоматично во целата табела е што ќе видите енормно ниски бројки во делот на националната поддршка и во делот на контракт ресерч од компании. И сега во овие домени на нешто можеме, на нешто не можеме да влијаеме. На големината на националните грантови малку потешко, но на големината на контракт ресерч, на обемот на договорното истражување што се прави помеѓу факултетот и компаниите можеме да влијаеме преку контактите што ги имаме со компаниите во македонското стопанство и со продлабочување на таа соработка. Значи, нашите цели се во принцип да стимулираме трансфер на знаење помеѓу академијата и индустријата и да стимулираме развој на нови иновативни компании, да помогнеме во развојот на комерцијализација на истражувачки резултати, да се обидеме да нудиме договорно истражување и услуги на договорно истражување за локалната индустрија, па и за регионалната индустрија, и сето тоа во области кои што широко ги опфаќаме под поимот на ИКТ и односно информацијско-комуникацијски технологии и обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност. Како дел од универзитетот, она што ни е главен предизвик е да се обидеме да излеземе од класичната форма на студирање екс катедра и да преминеме кон што е можно поголемо стимулирање на студентите да работат на problem-based learning, односно универзитетот да го трансформираме во нешто што се нарекува challenge-driven university. Ова се пиларите во кои што воглавном работиме врз база на нашето досегашно искуство. И како што гледате, нашите активности и услуги кои што реално ги нудиме се дефиниција на проекти со стопанството во кои што може да биде ангажиран наш академски кадар и наши студенти, организација на различни настани, поддршка на стартапите и спинофите и секако учествуваме и во меѓународни проекти кои што таргетираат трансфер на технологии, работа на project-based learning и слично.
Моментално имаме неколку контракт ресерч договори, што не прави особено горди, за тоа што бројката што ја видовте на почетниот слайд е драстично зголемена во последнава година дена, баш заради склучените договори со компании од македонското стопанство и дополнително се надеваме на постојаниот snowball ефект. Значи, по почетниот инвестициски бран во овие контракт ресерч услуги да се зголемува бројот, затоа што секако можеме да апсорбираме уште многу повеќе. Само уште еден слайд. Ова е нашиот развоен пат како посебна единка, бидејќи сме оценети од Европската инвестициска банка како единствена институција во регионот на Западен Балкан која може да прерасне во центар за извонредност, односно поседува капацитет да прерасне во центар за извонредност со соодветен бизнис план од околу 2 милиони евра и период од 3 години за прераснување во самостојна институција со 25 фултайм вработени истражувачи. Ќе продолжиме понатаму со дискусијата. Благодарам, да, и понатаму ќе разговараме и за примери, нели, од вашата пракса до сегашна. Дајана, вие сте од научниот парк Грац, така да малку ќе ни пренесете и странски познавања, да кажем. Добар ден на сите и од мене и да се заблагодарам за поканата од името на целиот наш тим и за оваа прилика да го представиме нашиот инкубатор и услугите кои ние ги нудиме и да поразговараме со сите заинтересирани за тоа како би можеле да соработуваме во иднина. Океј. Сега. Јас може и да почнам. Science Park Graz е најголемиот и најстариот хајтек инкубатор во Австрија. Функционира од 2002 година со класичната инкубаторска програма за хајтек стартапи, а од 2016 година е и менаџерот за Австрија на инкубаторскиот центар на Европската вселенска агенција. За тоа малку подоцна ќе спомнам. Основани сме од трите најголеми универзитети во Грац, значи главниот Карл Франценс, понатаму Техничкиот универзитет каде што сме и ние сместени и нашите стартапи исто така, и Медицинскиот универзитет во Грац. И поддржани сме од различни национални и европски организации и институции, што ни овозможува на стартапите да им понудиме финансиска поддршка, менторинг и коучинг без да наплаќаме за нашите услуги. Значи, ние сме јавен инкубатор, не земаме удел во компаниите кои што ги развиваме. Малку накратко за тоа што имаме до сега постигнато, значи повеќе од 200 компании се поддржани до сега во овие 17 години. Во секој момент имаме меѓу 20 и 30 инкубирани компании, помеѓу двете инкубацијски програми. И може би што е најинтересно, околу 25 стартапи годишно поминуваат низ нашата преакселераторска програма и до сега околу 150 компании биле основани како резултат на инкубацијата. За втората инкубацијска програма што ја споменав од 2016, значи Европската вселенска агенција ја има веројатно најголемата мрежа на поддршка на стартапи во Европа. На картата се гледа во кои се места има таков центар за поддршка на стартапи. За двете програми заедничко е тоа што се фокусираме на иновативни хајтек компании во рана фаза генерално. Треба да имаат присуство во нашиот регион, значи во Стирија, да имаат идеи што лесно може да се скалираат. Нормално гледаме и тоа како од кои членови е тимот составен, кои компетенции ги има стартапот и еден додатен елемент за втората програма, значи за EZA-BIG бараме такви кои имаат space конекција. Може би звучи вака малку можеме подоцна со тие што имаат интерес тоа да го објасниме, значи бараме компании кои што или работат на развивање на материјали, технологии, производи, да речеме мали сателити, што е актуелно во последно време, нешто што може да се примени во тој сектор, или обратно спин-оф, рециклирање на постоечки технологии или да речеме патенти кои што веќе EZA ги има во своето портфолио. Како примери може да се наведат навигација, значи GNSS, сателитски податоци и слично. Програмата трае 24 месеци и нудиме целокупно портфолио на услуги. Значи од најосновното финансиска помош за стартапите, што е неповратна,
Office space, таму каде што сме и ние сместени, за да можеме да комуницираме на дневна база. Понатаму, со оглед на тоа што сме поврзани со универзитетите, значи менторинг, коучинг, подршка ако треба нешто во развивање на прототипот, контакти од индустрија, инвеститори, ментори спомнав, исто така трансфер на технологија и патенти. И нормално се она што ми е потребно за развивање на бизнисот, семинари, тренинзи, на база на тоа што самиот стартап ќе побара од нас. И тоа е во кратки црти, тоа се само некои од примерите кои што на стартапи кои ги имаме во моментов во портфолиото, понатаму може да споменеме нешто од. Благодарам, Диана. Благодарам. Ќе продолжиме со Робин како представник на приватниот сектор. Мислам дали да. Работи? Одлично. Повеле. Добар ден на сите, јас сум Робин Зимбаков, иначе собственик и менаџер на Солопром Скопје, кој што се бави со продажба, дистрибуција на репроматеријали во дрвна индустрија и производство на полупроизводи од истите. Во оваа пригода сум во улога на представник на СИД Бизнис Ангели клубот. Ќе се обидам на кратко за она што се бизнис ангелите. Тоа се групи на индивидуални инвеститори кои што се состојат од луѓе од различни области, воглавном се од светот на предприемаштвото и бизнисот, но добродојдени се што повеќе различни профили на успешни професионалци докажани во својата област и дејност. Тоа многу помага, разноликоста помага во правилна евалуација од повеќе аспекти на бизнис идеите. Во екосистемот бизнис ангелите се наоѓаат во најрана фаза, да речеме, на финансирање и раст на стартапите, односно доаѓаат веднаш после Friends and Family, а често се алтернатива на Friends and Family. Ние сакаме да веруваме дека е тоа уствари најбитната фаза која што овозможува доаѓање до proof of concept на бизнисите, значи евалуација на бизнис идеи и инвестирање во фаза најчесто во фаза на идеи, иако и во подоснежни фази се инвестира. Едноставно возможуваме финансирање на тие идеи, доаѓање до proof of concept, излегување на пазарот со производот кој што предприемачот и иноваторот го замислил, како припрема за подоснежните фази во кои што може да се вклучат фондовите и останатите скалила на инвестирање и растење на стартапите. Она што до сега го имаме како искуство во овие 4 години, значи толку време постои клубот, до сега имаме реализирано за жал само 4 инвестиции, што од една страна е малку, но земајќи ги во предвид околностите во кои што пред 4 години почнавме, кога стартапите многу малку беа тема, е многу. Како светол пример на тие 4 инвестиции може да го иствојам Brainster, кој што е створен со наша подршка, а понатаму за активностите што представува и кај се наоѓаме и како можеме да функционираме сите заедно во дискусијата, како разговор. Робин, Каролина, како представник на Македонска берза, имате една нова интересна приказна, што мислам дека многу луѓе, некој може би ја слушнале, меѓутоа мислам дека ќе биде интересна за сите. Благодарам, Војдан. Официјално добре дојде од мене. Јас сум представник од Македонска берза. Неодамна имавме киков ивент, односно официјално ја представивме краудфандинг платформата Funderbeam. Македонска берза изминатиот период подпише ексклузивен договор со работка со Funderbeam C, Southeast Europe. Тоа е оперативна подружница на Funderbeam Market Limited, компанија која што е основана во Велика Британија и која што има 2 оперативни подружници во Естонија и во Хрватска.
По примерот на Загребската берза, која што го препозна, значи, потенцијалот на овие мали, средни предпријатија, брзо растечки предпријатија, стартапи, предпријатија, значи, во развој, се вклучивме и ние во овој проект, како што кажав, преку потпишување на договор со Funderbeam Си. Ексклузивноста во договорот не подразбира тука креирање, значи, на посебен правен субјект или копирање на таа платформа и прилагодување на наши услови, туку подразбира буквално да бидеме еден канал преку кој што ќе може да ги насочуваме компаниите кои што се заинтересирани, кои што имаат потреба да приберат дополнителен капитал на таа глобална краудфандинг платформа. Значи, нашата улога во овој проект е од промотивен и едукацијски, значи, карактер. Самата краудфандинг платформа, како што кажав, е глобална платформа и основана во 2013 година, каде основачи се јавуваат Кајди Рузелеп и Умуш Паркер. Тоа се бивши високи представници, едната е бивша, значи, директорка на берзата во Талин, другиот е висок представник од Комисијата за хартија од вредност, кој што при промоција на една видеоигра за тинеџери, млади тинеџери, кои што сакаат, значи, да го промовираат, за да кажат како функционира на некој начин пазарот на хартија од вредност, ги сваќаат сите ограничувања кои што се појавуваат на овие високо регулирани пазари на капитал и самата, значи, видеоигра по себе прераснува во една платформа. Овие двајца, значи, високи представници се и основачи на платформата Funderbeam. Еден од поголемите акционери е Thomson Reuters и други ангел инвеститори, меѓутоа никој не поседува мнозински пакет во самата платформа. Платформата сама по себе нуди многу можности и од аспект на малите и средни предпријатија и од аспект на инвеститорите. За предпријатијата подразбира дека можат да се регистрираат на самата платформа и да приберат дополнителни финансиски средства преку структурата, која што ќе биде подоцна објаснета во текот на оваа панел дискусија за прибирање, значи, односно преку синдикално здружување, преку кој што го презентираат својот проект и клучните информации кои што, значи, од нивниот проект. За инвеститорите од друга страна нуди можност да се појават на примарниот пазар, односно да се појават како инвеститори во тие компании, во тие мали и средни предпријатија, меѓутоа и нуди уште една можност која што ја прави малку поразлична од сите останати платформи, а тоа е веднаш после иницијалната инвестиција, инвеститорот да може да тргува на секундарниот пазар со својот удел, односно со уделот кој што го инвестирал во самата компанија. Како што кажав, берзата во овој проект, значи, има улога од промотивен и едукативен карактер. Самите представници во берзата ќе бидеме вклучени на некој начин, односно целата идеја е да може повеќе да ја познаеме, односно да креираме една заедница и од водечки инвеститори и од стартапи и да може полесно да ги представиме пред колегите од Естонија и Хрватска, да го олесниме, односно нивниот пристап до самата платформа. Потенцијалот на оваа платформа и активностите кои што ги прави во периодов Македонска берза беа препознати од проектот за деловно окружување на USAID, каде што добивме и одредена финансиска помош. И во оваа прилика би сакала да кажам дека првите 3 компании кои што ќе одлучат да приберат парични средства преку платформата ќе имаат одредени финансиски средства, односно помош од USAID при креирање на видеоматеријалите за промоција на самата платформа. Мислам дека за почеток е доволно, така да во текот на презентацијата да ќе го објаснам целиот концепт. Па мислам дека можеби најдобро би било и да почнеме од крајот на презентациите. Funderbeam звучи како нова и интересна платформа која што дава пристап до голем број на инвеститори и како платформа нели возможува и голем број на инвеститори и голем број на стартапи. Кои се профилите на водечки инвеститор, на инвеститори кои што го следат водечкиот инвеститор и кои се профилите на стартапи кои што се, ајде да кажеме, најинтересни примери или можеби најуспешни примери на платформата? Да, можеби е најдобро време сега да ја објаснам самата структура, односно процес на инвестирање преку, односно на прибирање на капитал преку платформата и преку тоа да се објаснат овие клучни елементи во самиот процес. Значи, за да една компанија може да се представи на самата платформа, потребно да исполнува 4 услови. Значи, компанијата да биде веќе регистрирана, да постои како регистриран правен субјект,
компанијата треба да има водечки инвеститор. Тоа подразбира дека водечкиот инвеститор е онај инвеститор кој што, односно човек од општеството, кој што подразбира дека има поседува одредени менаџерски или финансиски способности, кој што ќе може да направи таа преевалуација, due diligence анализа на самата компанија и ќе ги одреди на некој начин условите во договорот кои што ќе важат за него, меѓутоа ќе важат и за сите останати инвеститори. На бирза тоа, нели, знаете, мислам, доколку сте инвестирали или сте инвеститори, тоа го прави покровителот на самата емисија кога се изработува проспектот. Значи, водечкиот инвеститор има улогата на некој начин на покровител, тој е амбасадор на самиот проект, бидејќи проектите на самата платформа е единствен начин за промоција преку изработка на видео презентација и еден наративен дел. Водечкиот инвеститор се грижи за промоција на целиот проект од почеток, од кога ќе се нафати да биде водечки инвеститор во самата компанија, па се до самиот крај. Водечкиот инвеститор подразбира дека треба да вложи одредени финансиски средства преку самата платформа. Тоа значи дека доколку компанијата бара, например, 50.000 евра дополнителен капитал, односно дополнителни финансиски средства за финансирање на своите развојни потреби, водечкиот инвеститор, во зависност од дејноста во која што работи, во зависност од еволуцијата, би подразбирал дека треба да вложи, например, 5 до 6.000 евра. Значи, ова се, нели, само пример. И после тоа, во текот на целиот процес, значи да биде, да вложува и паметни пари, бидејќи поседува, нели, одредени менаџерски и финансиски способности, на некој начин да ја води компанијата во целиот процес, покрај финансиски, да ја расте и на друг начин, односно да помага во развој на одредени процеси во рамките на самата компанија. Водечкиот инвеститор, како што кажав, е тој кој што ја промовира, значи го промовира целиот проект. Проектот, односно компаниите кои што се подразбираат, кои што се презентираат преку самата платформа, треба да дадат прашања на одговорите, каков проблем решаваат, зошто, значи кој е решението, зошто некој би инвестирал во нивната компанија за да го реша тој проблем, дали тој проблем подразбира решавање на, односно задоволување на потребите на поголем број на луѓе, понатамо која е конкуренцијата, каков е пазарот, дали веќе работи, одредени клучни информации доколку, нели, има продажба на одреден производ, да се представи соодветно тимот, да има излезна стратегија, што подразбира после одреден период што би значело, значи, за самата инвестиција, дали подразбира дека, нели, после X време уделот кој што инвестиран ќе се продаде на друг инвеститор, дали можеби ќе се излезе на берза, ризиците, кои се ризиците од самото вложување и така натаму, и тие информации треба да бидат достапни преку самата платформа. Во текот на целиот процес водечкиот инвеститор преку платформата комуницира со сите инвеститори. Значи, платформата е глобална, се појавуваат домашни и странски инвеститори. Вообичаено во досегашната пракса на случајот на Хрватска, водечкиот инвеститор е некој од локалната заедница, кој што, нели, ја познава компанијата и на тој начин со самиот негов пример што вложува во компанијата привлекува да вложуваат и инвеститори, нели, од сите земји. Во случајот на Хрватска, во сите, значи, има 9 кампањи кои што се финансирани преку Фандербим, 60% од инвеститорите се домашни инвеститори, додека останатите 40% се странски инвеститори. Самиот процес подразбира инвеститорот заедно со останатите инвеститори, значи не вложуваат директно во самата компанија кај нас, значи не се запишуваат сите 20 инвеститори, 50 инвеститори, 100 инвеститори, затоа што не е тоа по закон дозволено. Се формира посебен правен субјект во Естонија, Special Purpose Vehicle, кој што единствена улога му е да ги прибере средствата од инвеститорите, например, од Македонија или од цел свет, и тие прибрани средства да ги вложи во македонската компанија и кај нас во централен регистар значи во регистарот, во евиденцијата се појави како единствен вложувач во самата стартап компанија. На тој начин, нели, се избегнуваат одредени административни, значи дополнителни оптоварувања за самата стартап компанија и автоматски тоа возможува инвеститорот кој што вложил, нели, претходно во самата компанија, можеби во еден синдикат при подигање на финансиски средства, например, вложиле 500 инвеститори,
веднаш после иницијалното вложување, јас како инвеститор да можам да го истргувам својот удел на секундарниот пазар. Минималниот влог кој што може некој инвеститор да го вложи е 100 евра. За тие 100 евра се добиваат токени во вашиот електронски волет и автоматски со тие токени се тргува на платформата, Funderbeam Market Limited, не на берза. Нема никакво тргување, нема никаква регистрација на проекти кај нас на македонска берза. Ние сме само еден канал кој што логистички ќе помага компаниите подобро да се снајдат со сите процедури кои што постојат на Funderbeam. Благодарам, Каролина. Веднаш да поврзам можеби со Фондот за иновации и технолошки развој. Ова е една форма на институционализирање на финансирање на стартапите, меѓутоа не преку берза. Дали фондот ги има гледано можностите за соработка со вакви платформи, да кажеме, земајќи предвид дека во овој случај, претпоставувам дека и во други случаи се тоа странски платформи, односно како ограничувањата на фондот тука не ограничуваат за соработка? Фондот со Каролина се знаеме одамна баш поради соработката на овој проект, односно Фондот за иновации и технолошки развој има подпишано меморандум за соработка со берзата, токму поради подпишувањето на започнување на соработката со Funderbeam-от. Целта на фондот е да овозможи, благодарение на Funderbeam и на македонска берза, присуство на своите компании, не само стартапи, туку сите компании кои се заинтересирани. Во следниот период ќе треба да следува и пристап кон корисниците на фондот, за да им се објаснат подетално перспективите од настапот на Funderbeam и отворено за прибирање на нов капитал на овие креативни нови начини кои се нови креативни кај нас. Секако фондот заедно покрај Funderbeam во иднина се планира и основање на equity мезанин фонд, преку кој ќе се инвестира директно во компаниите, меѓутоа тоа ќе биде во некоја си блиска иднина, нема да биде секако во брз период или планирано согласно буџетската програма за 2019 година. Така да покрај стандардните инструменти кои фондот веќе ги имам развиено, кои се во форма на грантови, размислуваме веќе за проширување на нашата подршка кон компаниите во форма на или поврзување со постоечки методи, како што се Funderbeam или други платформи, меѓутоа и развивање на нови методи за инвестирање преку equity мезанин фондови кои би биле основани за прв пат кај нас. Благодарам. Да го поместам фокусот можеби малку на странство. Дијана, кои се главните корисници во научно-технолошкиот парк? Како ги поддржувате и на кој начин ги остварувате сите услуги кои што им се потребни на стартапите? Дали е тоа пристап до финансии, дали е пристап до пазари и сите други услуги кои им се потребни? Нашите главни клиенти, да ги наречам така, се самите стартапи. Тоа е нашиот бизнис, развивање на стартапите. Можам да кажам дека сме релативно максимум капацитет исполнет. Се обидуваме годишно околу 20 стартапи да привлечеме во инкубаторот, по 10 за секоја програма и ни успева тоа релативно добро, барем до сега може така да се каже. И понекогаш сме дури кнап со просторот кој што можеме да им го дадеме на располагање. Стартап сцената во Австрија е релативно добро развиена. Стартап има доволно, меѓутоа оно што е малку потешко е да се идентификуваат оние што се вклопуваат во нашиот профил, баш оно што ние го бараме. Кога веќе ќе влезат во програмата, имаме, на слайдот што го покажав еден од претходните, целокупното портфолио на услугите што ги нудиме буквално од А до Ш. Меѓутоа секогаш зависи од тоа нормално што му треба на самиот стартап. Има некои што доаѓаат на вистина во рана фаза и им треба малку повеќе поддршка во смисла основање на компанијата, некои правни аспекти, можеби наоѓање на вистинските, на правилните членови во тимот кои би можеле заедно да работат на развивање на производот. Од друга страна има други кои што се малку понапредни со развивање на производот, на нив им се потребни други услуги во смисла можеби излегување на пазарот, интернационализација и слично. Се зависи од тоа што му е потребно на стартапот, меѓутоа
тие компетенции што можеби ние интерно не ги имаме каде да ги најдеме во нашата мрежа на партнери и соработници, значи имаме на кого да се обратиме, ако можам така да кажам. Земајќи предвид дека сте основани, како што разбрав, од 3 универзитети во Грац, дали најголемиот инпут, да кажеме, на стартапи доаѓа од универзитетите или е тоа мешана На група? почетокот, веројатно пред 17 години, претпоставувам дека целта на основање на овој инкубатор била првенствено тоа што вие рековте, значи да им се даде на овие научно-истражувачки проекти или спин-офи можност да ја комерцијализираат бизнис идејата ако навистина тоа го сакаат. Во меѓувреме, после 17 години работа, можам да кажам дека е навистина мешано. Значи, стартапите ги добиваме од секаде, не се исклучиво само академски идеи. Така. Имате и многу спин-офи од корпоративен сектор или се работи за идеи, како да кажам, bottom-up, кои што не се поврзани со Од продуктот? нула. Претежно такви. Значи, повеќе се концентрираме на такви стартапи кои што не се поврзани со големи корпорации, затоа што во тој случај не би ни биле баш стартап по нашата дефиниција, ако се само подружница на некоја фирма или се... Значи, треба да биде, ако им веќе има правно лице, да биде одвоено од некоја друга фирма. Так. Благодарам. Владимир, за тоа и ги спомнав корпорациите. Inofate се фокусира на соработка со индустријата, односно поврзување на академски истражувања и примена на тие академски истражувања и знаења во индустријата. Како реагираше пазарот до сега? Какви примери имаме на примена на тие знаења? Како што спомнав во презентацијата, во моментов имаме 3 активни договори за контракт ресерч што се од релативно поголем обем, неколку помали. Станува збор за добар одзив од страна на индустријата, што претежно се должи на контактите кои што ги има нашиот академски кадар со представници на индустријата. Меѓутоа, првичните резултати од таа соработка навистина даваат плод што се гледа со продолжување и продлабочување на соработката. Нашето мото од секогаш беше ќе почнеме со дефинирање на помали проекти, односно идејата ни е да ги натераме компаниите кога веќе немаат дедицирани R&D оддели, а ние сме де факто институција што се бави со R&D, бидејќи сме универзитет, нели? Да ако веќе не можат да самите да инвестираат или не сакаат или не гледаат интерес во моментов, а имаат идеи во пайплайн кои што може да ги реализираат во некој идно време, да дојдат кај нас, па со некоја минимална инвестиција да се обидеме да реализираме proof of concept, кој што потоа може да го комерцијализираат дополнително. И сега, постојат повеќе различни форми како сето тоа се реализира, меѓутоа генерално ако е прашањето каков е одзивот е солиден. За обемот на македонското стопанство мислам дека е сосема солиден и дека е ова приказна која што тек почнува да се развива паралелно како што се развиваат другите инструменти во нашиот иновацијски екосистем и мислам дека полека се кристализира и улогата која што Inofate треба да ја завземе во системот, затоа што имаме повеќе чинители, имаме фонд за иновации, имаме акцелератор, го имаме Inofate, имаме стартапи, спин-офи и така натаму, точно се кристализира идејата каде сакаме да бидеме позиционирани. Така. Верувам дека заради тоа сме и тука, нели? Екосистемот сега е во фаза на некој кикстарт или ајде да кажеме некако започна некако набуткање, меѓутоа сега треба да запали и да тргне напред. Робин, спомнавте дека пред 4 години била различна сликата, кога сте започнувале со Бизнис Ангели. Спомнавте 4 примери. Дали гледате движење на пазарот во позитивен смер, односно зголемување на можностите за од една страна инвестирање, меѓутоа од друга страна и развивање на бизнис? Секако и разликата од пред 4 години до сега може да кажам дека е огромна и многу позитивно се одразува појавата на сите останати инструменти кои што треба да го сочинуваат екосистемот, како технолошките паркови, универзитетите се вклучија, инкубаторите, акцелераторите како форми кои што се актуелни сега. Точна е констатацијата дека
практично сега екосистемот за стартапи е во рана фаза, во фаза на инкубација. Меѓутоа, сите активности и инструменти кои што се појавија, вклучувајќи ги Фандербим и Фондот за иновации и сите останати ја комплетираат сликата. Ефектите се приметуваат во тоа што пред 4 години, да речеме, се охрабрува 10 до 20 предприемачи годишно да презентираат пред клубот на бизнис ангели. Ова и минатата година не беше проблем да се обезбедат и 100 презентации и да се изслушаат и 100 предприемачи. Самото тоа покажува дека станува темата актуелна, младите иноватори и предприемачи се охрабруваат да ги споделат идеите и да ги стават на испит на пазарот и на инвеститорската јавност. Значи веќе има доверба во пазарот дека пазарот може да, како да кажеме, да преземе идеја и да ја расте. Има доверба и веројатно и појавата на некои успешни приказни, подемот на IT индустријата овде локално дава ветер во грб на охрабрување на младите и предприемачите да се охрабрат да започнат свој бизнис, верувајќи дека сега постојат повеќе инструменти и подобар екосистем за развој на собствените идеи во реализација на идејата во бизнис. Како бизнис ангел сте заедно со стартапот уште од рана фаза. Како оди на тие неколку примери кои што ги имате, колку долга е таа врска со бизнис ангелот, односно помеѓу бизнис ангел и стартап? Так. Како функционира? Бизнис ангелите се дел од инвеститорскиот сегмент во стартап екосистемот, меѓутоа главната одлика на бизнис ангелите е тоа што обезбедуваат еден вид менторство. Значи, уште во фазата на презентации вршат брусење на бизнис идејата на предприемачот, дали е таа одржлива од бизнис аспект. Едно е да се има идеја, да се има решение за некаква потреба на пазарот и со тоа преку иновација да се создаде бизнис. Друго е да тоа биде прилагодено и да биде одржливо од бизнис аспект. Бизнис ангелите носат менторирање на тој процес во раната фаза, вршат еден вид на брейнсторминг, на преиспитување на идејата, за да може предприемачот и иноваторот да се преиспита дали навистина идејата е брилијантна, дали треба дополнително да се доработува и дали е одржлив бизнис моделот кој што ќе генерира приходи. Од тој аспект улогата на бизнис ангелите почнува во таа форма и обезбедува менторство во текот на целиот процес на развој на идејата. До proof of concept, до пуштање на пазарот, бизнис ангелите не го насочуваат и не го водат бизнисот, стојат на страна и се на располагање на предприемачот да ги стават сите своји контакти, искуства и знања доколку тој бара помош во процесот на... Значи, од процесот на евалуација и инвестирање, обично од прва презентација до инвестирање трае околу 6 месеци со неколку средби, состаноци и брейнсторминг околу идејата. Бизнис ангелите се задржуваат во фирмите во кои што инвестирале од 5 до 8 години, може да трае тој процес за 10 години, меѓутоа не инвестираат заради вечен брак во фирмите. Идејата е да се претвори во реален бизнис и понатаму да приходуваат од глобализација и раст на тој бизнес. Значи се работи за паметни пари. Так. Менторирање и финанси. Так. Тука е, нели, како делови од еден екосистем, сите функционираме заедно и како што рековте, вие сте покрај стартапот, нели, на неговото патување
во развивање на бизнисот, како што можам да ги разберам и другите играчи, нели, познавајќи го и акселераторот, сите сме тука некако комплементарни во своите услуги, кон стартапите, односно кон помагање на развој на тие бизниси. Тања, сакав да ве прашам од Фонд за иновации и технолошки развој. Вие поддржувате стартапи во порана фаза, во подоцнежна фаза, спомнавте дека постојат различни инструменти, кои што верувам дека нам тука ни се познати. Меѓутоа, од една страна постојат одредени ограничувања, меѓутоа од друга страна обезбедувате и некаков континуитет во поддршката на стартапите. Како е тоа обезбедено и регулирано? Па добро, ограничувања, јас мислам дека ограничувања имаме само за големи претпријатија. Тие се единствени што не може да аплицираат кај нас и не може да аплицираат предпријатија кои немаат доминантна македонска собственост. Другите сите може да се најдат во некој од инструментите на фондот. Конкретниот инструмент стартап за поддршка на стартап и спинов е за идеи кои се во рана фаза, односно proof of concept. И тој инструмент како на регионално ниво, така и кај нас е навистина добро развиен. Меѓутоа, напоменав дека и на сите останати инструменти стартап предпријатија имаат можност да аплицираат. Меѓутоа, таму идејата треба да биде, односно крајниот производ кој би се реализирал со проектот, да биде веќе до фаза на ready to market, значи да пристапат веќе на пазар и да тргнат со директна продажба. Нормално ние не ја поддржуваме директната продажба, меѓутоа ги поддржуваме сите активности кои би довеле до таа директна продажба. За сите останати инструменти финансиската поддршка е поголема, меѓутоа и кофинансирањето на фондот е помало процентуално, значи поддршката од финансиското учество од страна на предпријатието треба да биде поголема. Затоа за инструментот за стартап е наменет за тие што имаат идеја, треба да ја развијат до фазата на proof of concept и таму поддршката како процентуална, односно процентуална е најголема на тој инструмент од страна на фондот, иако финансиски ограничена до 30.000 евра. Често пати се случува, за среќа не е во голем процент, затоа што на секој повик имаме се нови компании кои до сега не се јавиле на некој од повиците на фондот. Да речеме конкретно за петиот повик, само една од наградените компании е веќе постоечки корисник на фондот. Нормално за различни идеја. Меѓутоа, често пати се случува компаниите да аплицираат не за истиот инструмент, меѓутоа завршиле со стартапот, проектот е успешно завршен, затоа што капацитетот на стартап компаниите зависи секако од компанија до компанија, меѓутоа треба да имаат доволно добар капацитет за да реализираат повеќе проекти одеднаш. За постоечки корисници, комитетот кој ги одобрува проектите особено води сметка за тоа. Прво, дали се исполнителни во нивните обврски. Верувам дека голем дел од вас знаете дека ние квартално ги средиме проектите и дека квартално треба да се исполни тоа што е обврзано во фондот, затоа што секое наредно финансирање по квартал зависи од одобрување на извештајот за претходниот квартал. Така да секоја постоечка компанија, доколку сака да аплицира за нов повик, за нов инструмент, навистина треба да ги има испочитувано своите обврски во однос на користење на финансиската помош и реализација на своите проекти. Меѓутоа, ќе кажам дека значителен број на корисници наши, кои веќе стигнале и развили идејата, направиле proof of concept, се уваат со доработена, разработена или со сосема нова идеја на финансиски инструменти, каде што и они обезбедуваат поголема финансиска поддршка, меѓутоа имате поголема поддршка од страна на фондот. Така да, тој цикл се надеваме ќе продолжи понатаму. Иако ќе напоменам, процентуално не расте тој број, затоа што секој повик имаме нови компании кои досега не се јавиле на повиците од фондот. Меѓутоа, ако може да заклучам, одредена компанија може да почне со користење на еден инструмент во стартап фазата, па потоа во подоцнежна фаза да се појави повторно со истиот проект, да кажеме, меѓутоа во поразвиен. Со истиот проект само доколку го има завршено претходниот проект по претходниот инструмент. Така, меѓутоа веќе во поразвиена состојба, да кажеме, на тој бизнес модел. И со подобро разработена комерцијализација, затоа што тогаш веќе очекуваме сериозни приливи за продажба кон компанијата. Така. Благодарам. Може би пред да отворам за прашање од публиката, за да не одложуваме многу со панелот, би сакал да ги прашам сите учесници.
покрај примерите кои што ги имаат од индустриите со кои што работеле и стартапите со кои што работеле, кои мислат дека се најпотенцијалните индустрии кај нас, односно во кои индустрии можеме да видиме најголем потенцијал за, се спомена предходно, глобална покриеност, односно глобални бизниси. Ајде можеби да не одиме на глобални бизниси, да одиме на регионални бизниси, да одиме на европски бизниси. Кои се индустриите кои што мислите дека најмногу би можеле да придонесат тука? Еве да почнеме вака од лево на десно. Во ред, нашите согледувања се базираат на експертизата која што ја имаме како факултет. Значи, нашите области се информацијско-комуникацијски технологии и обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност. Она кое што како индустрија моментално го гледаме најпотенцијално е популарно наречено IoT, односно примена на ИКТ во разни други области. Значи, се обидуваме да направиме една интердисциплинарност од примена на нашето базично знаење и хоризонтално и вертикално, значи во поглед на индустриите каде што може да се аплицира соодветно таа технологија. Така што голем број примери може да се набројуваат, меѓутоа тоа е нешто кое што може и да не остане во локални рамки. Мислам дека тоа е индустријата на која што сме фокусирани во моментов. Благодарам. До сега не е тајна дека поголемиот дел од портфолиото на фондот се проекти од ICT областа, информатички комуникацијски технологии, меѓутоа не стрикно за таа област, туку нивна примена во други сектори, во земјоделие, во медицина и така натаму. Како се зголемува бројот на корисници, процентуалното учество на проекти од IT индустријата се намалува, не бидејќи нивниот интерес повеќе се намалува, туку да речем народски се разбудија и компаниите од другите сектори. Така да добар чекор држат предлозите финансирани од градежништвото, од таа индустрија, инженерингот, исто така земјоделие заедно доколку ги гледаме со преработка на храна, тие сектори кај нас доминираат заедно со фармацевската индустрија, биохемијата, така да постои голема диверсификација на индустрии кои ги имаме поддржано. И се надеваме дека таа диверсификација минимум оваа година, бидејќи сега во теке повикот за комерцијализација, каде што имаме околу 500 апликации од многу различни индустрии, поточно на овој повик имаме веќе 28 индустрии, така да до крај на годината навистина ќе се диверсифицира бројот на индустриите кои доминираат во фондот, што е на наше големо задоволство. Значи имаме голем број на разбудени различни учесници. Да, што е само доказ дека нема сектор каде што не можете да иновирате и не можете да направите нешто ново. Вклучително и креативни индустрии, угостителство, маркетинг, финансиски сектор, навистина имаме голема лепеза на идеи од различни сектори. Благодарам. Дијана? Нашиот фокус лежи повеќе на хардверски решенија, без разлика од која индустрија доаѓаат, значи имаме конкретен фокус и претежно се трудиме такви стартапи да привлечеме. Идеално би било кога тој хардвер е придружен и со некое софтверско решение како комплетен производ. Она што е во последно време интересно, дефинитивно IoT, како што се спомена, автоматика, роботика, new space, исто така и паметно земјоделство во последно време е голем тренд и такви компании имаме повеќе. Значи роботи во таа индустрија и слично. Дали имате и странски компании во технолошкиот парк? Добро прашање, заборавив да споменам предходно, значи имаме интерес од компаниите во регионот, првенствено заради тоа што барем фидбекот што ние од нив го добиваме е дека условите за водење бизнис во Австрија се релативно добри и исто така постојат различни програми за финансирање на стартапи на национално ниво. И претежно стартапите, барем во првите неколку години на работење, се трудат да се фокусираат на овие извори на финансирање. Ако има, треба да се искористи на почетокот, пред да преминат на кредити на инвеститори и слично. Имаме неколку стартапи од Италија, неколку од Словенија, исто така и од Хрватска и секоја година добиваме реквести од различни земји. Меѓутоа, нормално постојат услови што треба да се задоволат, како, например, отварање на стартап во регионот кај што ние се наоѓаме. И за многумина тоа е додатен бенефит, значи не го гледаат како пречка.
Ве поканувам на соработка за да имаме и од Македонија стартапи да разговараме. Да. Робин? Па, се создаде една представа дека стартап и кај нас и на глобално ниво дека стартап представува нешто поврзано со IT индустријата, што во суштина е многу погрешна перцепција. Стартап по дефиниција е секоја нова компанија која што има иновативен пристап во решавање на некаква потреба на пазарот, на одредена група на потрошувачи. Нормално е дека сите би сакале да бидат и Facebook, и Google, и да станат милиардери за 3 до 5 години, и добро е што има такви примери. Меѓутоа, стартап успешно може да работи во многу други области, односно во сите други области. Кај нас не гледам почва дека би се создала во скоро време некој IT стартап кој што би направил бум во светот. Повеќе сум склон да верувам дека во она што веќе го кажавме, дека примената на IT технологијата во некаква друга индустрија би можела да даде повеќе резултат. Едноставно треба да се има иновативен пристап без разлика дали се работи за услуга или за конкретен механички производ. Стартап е доколку некоја компанија издржи исфрли на пазарот подобар држач за статив за камера. Иновативен, полесен, склоплив, лесно пренослив, и тоа е стартап. Од нашето искуство до сега, од преслушани преку 150 пичови, 120-30 биле со некаков фокус на апликации, на IT компоненти, едно 20 биле во реален бизнис сектор, кој што подразбира некаков приземен обичен бизнис или производ. Сите наши 4 инвестиции се во такви производи. Тоа е нашето искуство, ниедна не е во IT во права смисла на зборот IT стартап. Јас би сакал лично да видам за Македонија, ако зборуваме, потенцијалот мислам дека треба да биде свртен кон земјоделие, туризам, машински технологии, бидејќи тука има знаење, има институти, има лаборатории, академската фела е малку подобро подготвена со сите компоненти кои што требаат за еден стартап да порасне. Многу е битно да има истражување локално, да има академско знаење, да добие бизнис верификација. Идејата за да стане успешен стартап, мислам дека земјоделието, туризмот и машинските технологии со примена на IT вештини би биле некаква иднина за нашиот пазар и развој на стартапите. Значи, пораката би била да излеземе малку надвор од оној слайд што сите го знаеме. Многу надвор. Facebook, Google, Многу надвор, Airbnb, затоа што Booking и слично. многу тешко ќе најдете инвеститори и многу е тешко глобализацијата на IT идеја или, да речеме, во IT има брилјантни идеи и овде. Меѓутоа, конкуренцијата во IT развојот на еден стартап е милионска. За секоја идеја што на некој од нас овде ни текнала дека со IT може да ја решиме, во исто време работат милиони луѓе во цел свет. Тука е најбитна брзината. Кај нас таа брзина не ја гледаме во IT стартапите, треба и системот да повлече. Е проблем кадарот, е проблем времето на развој. Тука ако закасните, секој момент истата идеја може да се појави и се појавува во свет. Многу често презентациите од IT фелата се веќе локализација на некаква голема глобална идеја која што е успеала, што не е лошо, значи стартап може да биде и иновативен пристап кон веќе постоечка технологија или идеја прилагодена или подобрена како услуга за пазарот. Меѓутоа, сепак зборувам од искуството на нашиот клуб и од моје лично искуство и може да го споделам само као перцепција, не значи дека точно. Би се согласил дека е применето нешто, односно, како да кажам, да се фокусираме на работите кои што се
кај кој што ние знаеме дека можеме да направиме разлика, некој друг не прави разлика, односно не е идеја која што е тука, оние нели најниските цвеќе Каде што се веќе вика. имаме искуство, имаме локален потенцијал, имаме традиција, имаме наука и капацитети технолошки тоа да биде поддржано и истражено овде. Така. Каролина, мислење? Ќе бидам кратка и ќе се надоврзам на сето ова што го кажа Робин. Значи, нема ограничувања во поглед на индустриите кои што можат, од каде што може да се појават компаниите кои што прибираат дополнителни средства и кои што би се изложиле на платформата. Примери кои што досега нели компании кои што прибрале средства преку Funderbeam се од IT компании кои што презентирале разновидни апликации до Craft Beer, значи компанија понатаму компанија за производство на крекери од сирење, органски сладолед во Естонија, и тоа биле значи компаниите кои што прибрале најмногу средства, докај 2 милиони евра преку самата платформа. Во принцип се гледа да се инвестира, односно да бидат добри проектите, нема ограничување, единствено може да се појави ограничување само за проекти каде што е например кои што се од фармација или медицина, каде што е потребно нели долг период на истражување за да може нели тој производ да биде признат, односно дека задоволува стварно и решава некој проблем на пазарот. Каролина, мислам дека имаме и тука еден пример на компанија која што е финансирана веќе од Funderbeam. Може би било добро да го споделиме примерот на кратко, доколку се согласувате. Како кратко. Здраво на сите. Здраво. Јас сум Маритон Занев, представник на Спида Хрватска, односно јас сум CTO фирмата. Во Македонија се наоѓа техничкиот оддел, односно technical vehicle, да кажеме, на софтверот кој што го работиме. Нашата компанија веќе 3 години постои во Хрватска. Повеќе пати беше повеќе инвеститори. Стигнавме до некоја инвестиција од 700.000 евра за 2 години. Меѓутоа, во одреден момент свативме дека ни фалат уште многу малце средства за да може да го доразвиеме производот кој што сакаме, за да можеме да отидеме на пазар. Дилемата беше дали да смогнеме сили сами тоа да го направиме или повторно да бараме инвеститор. Беше многу тешко да се најде уште еден инвеститор да влезе во идејата. Тоа е првата работа. Втората работа требаше да се откажеме многу еквити во самата компанија и да бидеме мањина, и се решивме на Funderbeam, и таа приказна прво и основно за сите стартапи морам да пофалам дека беше многу брзо реализирана. Од прилика за некои си месец дена се комплетираше комплетната документација, преку нивната апликација и видеосервис се лансираше комплетната идеја, концепт. Точно е дека нашиот главен инвеститор, кој што е од Хрватска по потекло, влезе прво во Funderbeam, меѓутоа останатите инвеститори, компании, така натаму, бизнес angels, многу лесно дадоа средства. Ние побаравме дополнителни 100.000 евра. Мислам дека за 5 или 6 дена стигнавме до 145.000 евра. И точно си го продолживме проектот како што и ни требаше, а релативно многу мал дел од акциите дадовме на Funderbeam, односно процената беше колку што беше, сега не е битно во ситуацијава, така да ако имате некој прашање можете да ме прашате како поминавме и што во целава приказна, меѓутоа топло го препорачувам овој инструмент да се искористи. Може ќе имаш зафатена вечер. Во еден само да надополнам дека како инвеститори може да се јават и физички и правни лица, значи може да се регистрирате уште сега на Funderbeam, нема никакви надоместоци во однос на тргување како инвеститор, значи физичките и правните лица немаат нити не плаќаат ништо, нити за регистрација на кориснички профил, верификацијата на корисничкиот профил трае 24 часа, доставувате пасош за физичко лице, тековна состојба за правно лице, значи се проверува вашиот кориснички идентитет. Кога инвестирате на самата платформа, може да се појавите со вашиот кориснички идентитет, постои опција да се појавите како анонимен инвеститор, така да не мора да сте
да имате експожор во јавноста доколку тоа не го сакате и немате ограничување во поглед на тоа во кои кампањи може да инвестирате и колку средства. Самата ме подсети добро, значи да кажам дека има кога се изложува самата кампања на Funderbeam, има еден период од 30 до 45 дена кој што е фаза на индикација на интерес каде што водечкиот инвеститор на некој начин го поставува минимум од таргет кој што треба да се собери нели преку Funderbeam за кампањата да биде успешна. Меѓутоа во тој период од 45 дена тој го гледа, нели го гледа интересот на останатите инвеститори. Доколку се собере значи износ кој што е над вашиот потребен значи износ, тогаш основачот на компанијата, односно самата компанија или водечкиот инвеститор одлучува дали ќе ги прифатат сите средства, дали им се потребни на вистина за, например, ако барате 100.000 евра, а има индициран интерес од 500.000 евра, може да одлучите да прифатите само 100.000 евра, може да одлучите да прифатите 500.000 евра. Колкав процент, значи, SPV-то, односно, ќе влезе во самиот стартап, значи, колкав процент вие ќе му дадете од вашата компанија, тоа е ствар на договор помеѓу стартапот и водечкиот инвеститор. Значи, не мора да значи дека право пропорционално, ако тој вложил 500.000 евра, дека взема автоматски 90% од учеството односно од собственоста во самата компанија. Значи, тоа е ствар на договор од самиот почеток. И затоа е многу битен водечкиот инвеститор во овој концепт, значи, на Funderbeam. Кажав, собствениците, односно основачите се луѓе од финансискиот сектор и сите ограничувања кои што постојат моментално на пазарот на капитал, преку овој модел се надминуваат апсолутно. Ние исто така треба да напоменам дека изработуваме правни и даночни упатства каде што ќе бидат каде што ќе имате значи упатства за тоа што треба да направите од даночен аспект, како да се пријави вашата добивка, значи принос кој што ќе го стварите преку Funderbeam и од правен аспект како значи вашата трансакција да ја регистрирате во комерцијалните банки и така натаму. Тие упатства ќе бидат достапни на почетокот на месецот и ќе бидат значи јавно објавени за сите. Благодарам, Каролина. Во интерес на време, освен ако е многу кратко, добро? Една реченица само да додадам дека откако заврши кампањата, отварањето на фирмата во Естонија и добивањето на средствата беше токму за месец дена. Така да во однос на други инвеститори, колку време требаше за да се донесат средствата и да се даваат на рати средствата на примат од инвеститорите, овдека имавме веднаш средства буквално за месец дена. Само тоа сакам да дополнам. Благодарам. Сега би отворил, можеби имаме време за едно-две прашања, доколку сака некој да постави прашање. Едно прашање? Аха, за едно прашање. Ете, не мора ни едно. Да. Ви благодарам многу за учеството во панелот. Ве поканувам сите да поразговарате со учесниците за нивните искуства и со нас од акселераторот и сега може да продолжиме со пич од представниците на акселераторска програма. Благодарам.